Уште еден битолчанец во Вардар ТВ, од редовите на фудбалскиот клуб Вардар. Владица Брадаровски. Владица, и ти битолчанец, уште колку ви има во Вардар? Па добро, од секогаш во Вардар имало многу битолчани што го носеле овај дрес. Моментално не има, мислам, јас сум тука, Томе Пачовски, што имавте сега интервју, Стефан, Лямче и голманот Исто Гачевски, тој е пола словенец, пола македонец, ама исто од Битола. Почетоците твои предпоставувам дека се во Пелистер. Да. Така, матичен клуб ти бил Пелистер, ама сега си во редовите на Црвено-црници. Ајде малце раскажи ми за твоите почетоци, за детството, за љубовта кон фудбал. Па добро, јас започнав со фудбалот на мои 7 години. Мојот татко ме запиша, кога имав 7 години, почнав да играм на позицијата десно бочно, но со тек на времето почнав и назад да играм десен бек, повторно десно бочно, цело време ги менував тие позиции. Мој матичен клуб точно така е Пелистер, па на мои 20 години заминав во Чешка, во клубот Брно. После тоа се вратив повторно во Македонија, бев во работнички 2 години, потоа заминав во Унгарија, во Гер и сега пред една година за првиот договор го направив со Вардар на 2 години. Си имал желба од порано да бидеш дел од Вардар, од ова големо семејство? Па да, нормално, секој македонец сака да игра во Вардар, тој е наш најголем бренд во Македонија. Ете, самите можете да видите со какви услови има овај клуб, значи прекрасни услови имаме за работа, што би посакал секој професионален фудбалер. Ете, тука се нашите два терени, еден со вештачка, еден со природна трева. Тука е нашата база каде што имаме се. Тука спиеме пред карантин, кога играме нормално на домашен терен, имаме теретана, одлични услови. Да спомна карантинот. Во карантин сте, другиот ден имате натпревар. Што правите ноќта пред важен натпревар? Па добро, тука имаме вечера. После вечерата седиме, пиеме кафе, правиме муавет измеѓу себе. За фудбал? Па нормално, за повеќе теми, не само за фудбал. Тука пиеме кафе, одиме во своите соби, се дружиме и се точно како што кажав, се правиме муавет, гледаме утакмици. И претежно ние сме за викенд, во карантин во сабота го има најмногу утакмици да се гледа на телевизија. Се кладите, се обложувате на утакмици меѓу себе? Меѓу себе, да. Да? Кога како, да. Кој е најголем... Пример по вечера, некоја по пијачка, такви ни се кладби. Така, ситно. Ситно, да. Ситно, да. Кој е најголем фан на Реал? Најголем фан на Реал е Никола Глигоров, мислам. Правев муабет со него пред известен период и ми кажа, да. Да, Никола Глигоров е, мислам, најголем фан. А на Барселона? На Барселона, јас. Брдате, викаат, по презимето предпоставувам. А од некој твоето семејство биле спортисти? Па не знам, мојот татко ме запиша на 7 години, ме запиша да играм фудбал и едноставно тоа мене ми исполнуваше што од првиот ден кога започнав да се бавам со оваа професија. И ете до ден денес се бавам со тоа. Максимално сум исполнет со ова што го работам и ќе продолжам до кога што можам да играм. Освен фудбалот, има некоја друга преокупација твоја? Нешто што те интересира, надвор од фудбал? Во слободно време, иако имаме малце слободни денови, би сакал да одиграм малце тенис, би сакал да пешачам исто така. Повторно нешто поврзано со спорт, Поврзано со физичка спортот, активност, да. така? Например, не знам, Боби Николов ми кажа дека сака да игра. По денсањата, така? Да, тој е по денсањето, да. Ти не си? Па, многу Не ретко. баш, а? Не баш, да. Добро. Боби е стварно најдобро да денца и тој Попов да пее. Попов да пее, да. Цела група имате. Цела група имаме, да. Играш на позиција десен бек. Кој од светските фудбалери на таа позиција ти е омилен? И сметаш дека е најдобар, според тебе? Според мене најдобар играч на таа позиција е Даниел Алвец. Тој игра оваа позиција маестрално, значи. Тој играше во Барселона и сега направи трансфер во Јувентус. Кога ќе го гледам него, сакам да научам од него многу работи. Бидејќи тој игра стварно одлично на таа позиција и мислам дека најдобар играч на таа позиција за мене. Брда, ако не беше фудбалер, што мислиш, која ќе беше твојата професија? Па не знам, може би криминалец. Не, се смејам. Добро. Може би архитект. Мојата фамилија некои членови се бават со тоа и може би јас тоа ќе бев, не знам.
предпоставувам може. Добро, еве, си почнал со фудбал, Да. тука си во Вардар, остануваш во Вардар и Да. понатаму не знаеме. Да. Што ќе се Да, со случува за фудбалот тебе, али никогаш не сепак- се знае. Така, ама сепак како професионален фудбалер остануваш во оваа професија. Да, точно. Со ништо на светот не би променила оваа професија. Комитите те сакаат, некако гледаш дека има фанови кон тебе ако си битолчанец и како се справуваш со оние чкембарите битолски? Па, имам фанови, да, нормално. Секој играч има сигурно фанови. А за тоа како се справувам со чкембарите, немам проблем, бидејќи секој ја сваќа нашата професија, нема врска што сум од Битола, што сум потекнал од таму и што Пелисар и Вардар се најголеми ривали, но сепак фудбалот е тоа. Едноставно јас сум професионалец и кади да видам во кој клуб да играм, јас ќе дам својот максимум. Ти немал проблеми, да? Сум немал проблеми. Дополнителен мотив ти е публиката на терен, еве конкретно комити. Да, за секој играч е дополнителен мотив публиката. Да играш пред полни стадиони, тоа нема подобро ништо за мене. Брда, баш добар муабет си направивме тука на теренот во Хиподром. Се надевам дека повторно ќе бидеш гостин вака во Вардар ТВ. Знам дека момците од Вардар веќе те чекаат да се средиш и да вечерат. Да. Така, ајде сега слободен си.